Почитувани гледачи, добро вечер. Еве сме во уште едно издание на емисијата за македонските работи. Продолжуваме повторно со истата мисија, повторно ќе зборуваме на македонски теми, за македонски работи. Се надевам дека ќе успееме да го задржиме вашето внимание и оваа вечер, бидејќи имаме чест и задоволство да угостиме еден наш познат професор, лингвист, автор на поголем број трудови, чија книга е денешниот повод да се сретнеме со него, и чија книга Окружението на Мисирков започнува на следниот начин. Постојат книги отпечатени благовремено и книги што се објавуваат јубилејно. Ова е токму една таква книга која што можеме да ја сместиме во двете категории, и на овој начин сакам да му посакам добре дојде на професорот Димитар Пандев. Добре ве најдов. Професоре, неодамна, односно сега скоро, излезе вашата книга Окружението на Мисирков, за која што можеме да кажеме дека не е баш книга за Мисирков, колку што е книга за луѓето кои што влијаеле, учествувале на некаков начин во неговиот живот. Еве, би почнале со тоа, зошто окружението на Мисирков? Од каде овој термин? Зошто не би можело да биде тоа обкружувањето? Окружение е лингвистички термин, станува збор за јазично окружение, но во социолингвистичка смисла може да станува збор и за општествено јазично окружение или окружение. Тоа е термин што се користи во лингвистиката, термин што го користи Блаже Коневски, што го користат значајни лингвисти, па го користам и јас. Во основа окружението е и синоним со поимот или терминот епоха, што значи може да се каже и епохата на Мисирков, како што може да се каже и епохата на Коневски, како што тоа е направено во еден, би рекле, огромен проект на академик Георги Старделов, но овдека кога првенствено тргнувам од окружението на Мисирков, имам предвид и една моја трилогија, Окружението на Коневски, книга објавена пред речиси 10 години, Окружението на Мисирков, што излезе оваа година, и Окружението на Прличев, книга што може на извесен начин понатаму да биде предмет на мој посериозен интерес, во она смисла во која што и Прличев, и Мисирков, и Коневски биле предмет на мои подетални истражувања. Спомнавте Прличев, Мисирков и Коневски. Спомнавте дека тоа се епохи. Имаат ли нешто слично овие епохи? Се надоврзуваат овие епохи една на друга или со завршувањето на животниот пат на едниот се завршува епохата? Всушност, епохата на Прличев се прелева во епохата на Мисирков, во онаа смисла во која што учениците на Прличев од Солунската екзархиска гимназија биле соработници и блиски на Крсте Петков Мисирков. Кога велам од Солунската гимназија, имам предвид дека во рамките на Солунската гимназија се јавува таа бунтовна група против екзархијата, предводена од Петар Попарсов, а Петар Попарсов е една од клучните личности со кои што Мисирков соработувал во текот на својот живот, во оној период во кој што се посреќавале. Секако овдека треба да имаме предвид дека идејата на Мисирков обстоила до времето на Коневски. Коневски ја читал таа книга и меѓу нив постоеле личности што се прелевале од едно време во друго. Се разбира, имаме предвид овдека дека можеме да споменеме личности што биле дел од времето на Прличев, а подоцна станале и дел од времето на Коневски, независно колку меѓу себе се познавале и колку контактирале меѓу себе. Но во основа сето тоа на извесен начин се вмрежува во окружението на Мисирков. Кога зборувате вака, навистина изгледа предизвикувачки да се подготват 3 вакви изданија,
изданија за окруженија на истакнати македонски дејци, личности од македонската историја, кои што оставиле белег во нашата историја и култура. И еве, можеби во нека блиски иднина, мене омилениот Рацин, ќе имаме книга и за окружението на Рацин. Меѓутоа, тоа се други теми. Ќе продолжиме малце подетално да зборуваме за окружението, за влијанието кое што го имале странските слависти врз Мисирков. Меѓутоа, едно општо прашање кое што постојано се превлекува и кое што би сакал повторно сега да го поставам, зошто Мисирков е толку важен за Македонија? Прво затоа што напишал книга која што дошла до следните генерации македонисти. Таа книга е прифатена од македонистите. Прво е прифатена од Македонскиот литературен кружок, прифатена е од МАНАПО, прифатена е потоа од Комисијата за јазик и правопис, искрајно прифатена е од Блаже Конески, од македонската лингвистика. Крсте Петков Мисирков е чествуван по различни поводи и се чествува и до ден денес. И ни сите тие, би рекле, преплетувања, ние ги наоѓаме тајните хоризонти на оваа книга, непрегледните хоризонти. И треба да имаме предвид дека оваа книга може би била неразбрана во тоа време, но со текот на времето таа се вклучува во една клучна тема, а тоа е теоријата за литературните јазици. Треба да имаме предвид дека во времето на Мисирков теоријата за литературните јазици не е поставена на стабилна основа во лингвистиката, таа се поставува подоцна, се поставува во Пражката лингвистичка школа, иако никулците на оваа теорија постепено ги следиме кај оние лингвисти што му биле професори на Крсте Петков Мисирков. Всушност, Крсте Петков Мисирков учествува во оформувањето на таа теорија за литературните јазици и дава свој прилог. И тоа е можеби еден од првите најсилни прилози кон оваа теорија во историјата на лингвистиката. Јас така гледам на книгата на Мисирков и сметам дека е така. Всушност, тоа е времето кога започнува посериозно да се проучува јазикот на писателите. Во руската лингвистика тогаш особено се проучува јазикот на Пушкин и обично се вели дека речиси сите лингвисти се пушкинолози. Тоа е време кога се проучува и јазикот на Александар Фет, кој што кај нас не е толку познат, но не значи дека во неговата средина не бил познат. И тоа е време кога Мисирков едноставно ги очекува македонските писатели. Ги очекува и очекува брз развој на македонската литература и на македонскиот јазик и воопшто на македонската култура. Но овдека сакам да истакнам дека теоријата за развојот, за забрзаниот развој на литературата и на литературните јазици во основа се провлекува низ оние слависти лингвисти, меѓу кои што е и Вјачеслав Шчепкин, кој што своите најзначајни проучувања ги има токму врз Болонскиот псалтир, еден би рекле од најгениалните охридски текстови, во кои што на извесен начин слободно можеме да го видиме тој забрзан развој на македонскиот јазик во периодот кога е напишан Болонскиот псалтир, значи тоа е крајот на некаде 13-тиот век во Охрид. Така. Спомнавте, можеби, како рековте, неразбрана книгата. Според мене, можеби е преразбрана. Премногу ја разбрале, бидејќи, ако ја погледнеме судбината што ја снашла таа книга, ја разбрале сосема добро, ми се чини, тие што требало да ја разберат, и затоа имала таква судбина да биде потуркувана, ставана за драфтови, за да не се чита, да не се проследува таа книга, таа идеја. Така што, еве, Мисирков секако бил пред своето време. Основната идеја била преразбрана, а тоа е создавање на македонски литературен јазик. Но сето она, или начинот на кој што ќе се дојде до тој литературен јазик,
колку бил јасен во тоа време и како можело да се процени. Колку била јасна онаа социологија што е внесена внатре, бидејќи социолошката мисла не била созреана во таа мера во тоа време. Значи, сето она што во оваа книга е подтекст, тешко можело да се разбере. Сето она што кружело во универзитетските кулуари. Но секако треба да се има предвид дека во тие универзитетски кулуари низ кои што се движел и Мисирков, независно како студент од кој што се очекувало нешто повеќе, отворено било прашањето за развојот на словенските јазици, би рекле по распадот на империите, независно по распадот на кои империи. Овдека треба да имаме предвид дека добар дел од лингвистите во тоа време не биле руси. Тие биле само професори на руски универзитети и сите тие биле полиглоти. Полиглот бил и Мисирков. Добар дел од нив биле и украинци, кои што иако биле, како што реков, професори на руски универзитети, иако предавале руски јазик, во основа се залагале и за својот украински јазик, за издигнувањето на својот украински јазик. Ги имаме предвид тука и сите тенденции за издигнување и на други јазици кои до ден денес не се издигнати. Обично во литературата во подтекст може да се прочита дека Бодуен де Куртене, кој што инаку бил професор на Крсте Петков Мисирков, очекувал резиските дијалекти да се издигнат на статус на литературен јазик. Но тоа не се случило ниту до ден денес, иако денес тие дијалекти можеби добиваат еден статус на микројазик. Ние можеме денес во словенската лингвистика да зборуваме и за повеќе микројазици кои што не развиле литература, а од друга страна можеме да имаме предвид дека и во времето на Мисирков ние веќе сме имале литература која што иако била со назнака фолклорна, сепак одамна ги надминала фолклорните, ќе употребаме еден повисок збор, канони, фолклорните норми. Ние веќе ја имаме и онаа драма на Чернодрински, која што колку и да ја минимизираме, сепак во неа можеме да најдеме паралели и со европската драма, особено во, јас би ја спомнал овдека онаа драма Среща, каде што имаме, например, воздигнување на еден лик од онаа фолклорна тема Моме оди на вода, во онаа тема Моме оди нагора, односно оди да биде востаник. А таква би рекле, такво едно прелевање на личноста, значи таков еден израз, кога еден лик од Моме оди на вода прераснува во востаник, тешко дека ќе најдеме во некои други литератури, освен ако ги немаме оние врвни образци на литературата што подоцна прераснала во национална. Но и тие образци на извесен начин можеме да ги најдеме и во нашата фолклорна литература, како приказна, пренесена од Европа. Да, тие основни мотиви што се наоѓаат во македонскиот фолклор, Мома оди на вода, кажете, Мома оди нагора, собрале ми тие основни шаблонски почетоци што се собрали, ми се собрали, дека се чуло, видело Мома војвода да биде, се само почеток на развојот на она што треба допрва да биде идна, значи македонска литература на кодифициран, односно стандардизиран македонски јазик. Сега отворивте повеќе теми и разговараме на начин со кој што јас вообичаено кога разговарам со историчари или литерати, малку поинаку го гледаат Мисирков, обично се земаат неговите историски заслуги, обично се зборува за кодификаторската улога што Мисирков ја има за македонскиот јазик. Меѓутоа, ви отворивте сега лингвистички аспекти, социолингвистички аспекти од дејноста на Мисирков, откривате нови моменти, барем за пошироката јавност, што се релативно непознати, така што врските со Русија на Мисирков. Тој се наоѓа во едно империјално обкружување. Со кој контактира таму во царска Русија? Основната личност или главната личност
што е, би рекле, виновна, во наводници, Мисирков да се најде во Русија, без друго е Владимир Ламански, тој неговиот ментор, но оној заклучок до кој што јас сум дошол проучувајќи го Владимир Ламански, но и проучувајќи го делото на Крсте Петков Мисирков во еден поширок македонистички контекст, би гласела дека Владимир Ламански го испраќа Петар Драганов по етнографски материјали во Македонија, а го пречекува Крсте Петков Мисирков во Петроград. И тука ние имаме цела, би рекле, една низа на настани што се клучни за развојот на македонската етнографија, пошироко на јужнословенската етнографија, во онаа мера во која што за неа бил заинтересиран Владимир Ламански. Треба да имаме предвид дека Владимир Ламански е една од клучните личности на руското географско императорско другарство, предводено од Николај Михаилович, едно од најзначајните имиња во руската историја воопшто во тоа време. И треба да имаме предвид дека токму преку нив Крсте Петков Мисирков се сретнал и со најзначајните личности на руското општество. Тоа е на негово дворјанско окружение, бидејќи да се биде универзитетски прво студент на еден руски универзитет, а подоцна и да се биде професор, секако требало да се има и нешто дворјанско во себе си. Мисирков го немал, но Мисирков се вклучил во таа идеја на Владимир Ламански, онаа панславистичка идеја, иако како што јас сум дошол до некои одредени заклучоци во оваа книга, нему поблизок му бил неославизмот, токму од неговите, би рекле, состуденти, како што е Григорий Илински. И се тоа значајни имиња во руското општество, со кое што самиот Крсте Петков Мисирков бил во контакт. Овдека исто така треба да имаме предвид една друга важна работа, дека за да се дојде во Русија, најпрво требало да се помине низ духовна академија, да се покаже таа, би рекле, верност кон руската црква, кон руското општество, кон рускиот јазик. Мисирков оди во таа академија, но подоцна преминува на филолошкиот факултет, историско-филолошкиот факултет. Тој премин не бил таков едноставен. Тој премин не можело така лесно да се случи, но сепак Мисирков го прави тој премин и Мисирков студира не на еден, туку на два универзитета, Петроградскиот и Одескиот, што исто така било нормално во тие обкруженија, еден студент да биде студент на најмалку два универзитета, но и тоа не е се, како што обично се вели понекогаш. Мисирков низ овие два универзитета се сретнал со сите оние знајби присутни на сите тогашни руски, но и западноевропски универзитети. Во која смисла? Затоа што од една страна во Одеса немamo бил професор Борис Ламански, Борис Љапунов, а Борис Љапунов претходно бил студент на Ватрослав Јагиќ. Борис Љапунов предавал се според Јагиќ, но исто така ја знаел и одлично теоријата на Александар Потебња, која што не била едноставна, но Мисирков можел преку својот професор Борис Љапунов да го совлада и она знаење младограматичарско на Ватрослав Јагиќ, но и она филозофско-јазично знаење на Потебња, кое што на извесен начин преку Борис Љапунов дошло до Мисирков. Од друга страна, треба да имаме предвид дека знајбите на Мисирков најмногу кореспондираат со знаењата на Бодуен де Куртене. Всушност, од сите професори, Мисирков најмногу го елаборирал она што го научил од Бодуен де Куртене, а тоа е врвната наука во славистиката и лингвистиката во тоа време. Треба да имаме предвид дека знаењата на или теориите на Бодуен де Куртене се целосно прифатени од Фердинанд де Сосир, а Фердинанд де Сосир е таткото на современата општа лингвистика. Тоа значи дека тие знајби на определен начин ги имаме и кај самиот Крсте Петков Мисирков. Кога Крсте Петков Мисирков вели јазикот е сокровишче,
Тоа е она истото што Бодуен де Кортене го дефинира како јазикот е трезор и всушност тоа е она главна поставка која што денес е водечка мисла во лингвокогнитивистиката, лингвокултурологијата во последниве 3 децении. Но тоа е она знаење што всушност се провлекува од времето на Александар Потебња, кој што бил несватен во своето време, но не значи дека Мисирков не го елаборирал, и тоа е она знаење кое што доаѓа до израз денес кај нас, при се што тука можеме да најдеме и еден американско-лингвистички или антрополошко-лингвистички филтер, а тоа е Едвард Сапир, во онаа смисла во која што и Едвард Сапир, но и Александар Потебња тие знаења ги здобиле учејќи ја теоријата на Вилхелм Хумболт. Тука значи имаме едно прелевање на теории кои што на извесен начин ги среќаваме и во книгата за македонските работи. Тоа само докажува дека Мисирков воопшто не е случајна личност која што се појавила во да кажеме соодветно време за македонците, за Македонија. Јас овдека само би додал дека една мисла што ми се наметнала, тоа е убиството на Ростковски, со кое што најмногу и го поврзуваат Крсте Петков Мисирков. Тој е битолски, рускиот конзул во Битола, така. И кај мене се јавува едно прашање во тие универзитетски кругови, кога се мислело дека и Мисирков е убиен, или не се знаело кој е убиен, дека повеќемина се плашеле да не е убиен Мисирков, бидејќи сметале дека Мисирков им е позначаен во определени сфери, а дипломати имало многу. Така. Сите овие, да кажеме, француски, германски влијанија, значи се чувствуваат во Санкт Петербург, во Одеса, значи во руското обкружување, да кажеме, во руската наука. Сега се наметнува прашањето, бидејќи ламански, така е производ на таа руска наука, руска школа, кој што го патува на истражување Драганов, бесарабскиот бугарин, Драганов, да истражува во Македонија, и тој истиот Драганов потврдува дека јазикот што се зборува на територијата на Македонија не може да припаѓа на друга словенска гранка, туку дека е оделен од сите словенски јазици, уште своевременно. Значи, крајот, овие заклучици се од крај на 19 век, почеток на 20 век. Каков е односот, ако го знаеме односот на Драганов кон македонците, каков е односот на Ламански кон Македонија и македонците? Можеме ли тука малце нешто да кажеме? Основната идеја на Ламански е панславизмот. Значи, тој сепак сака да ги постави сите словенски народи, би рекле, под таа руска образованост, значи руската образованост да стане основна кај сите словенски народи, но исто така, би рекле, тенденција на руското географско императорско општество е да ги определи точните зони на влијание на Руската империја, како и да ги определи границите на влијание меѓу одделни земји. Она што прво го направил Мисирков, тоа е дека тој се вклучил во тоа одделување на српската јазична сфера од бугарската, токму преку проучувањето на моравското наречие, а од друга страна овдека треба да имаме предвид дека веќе во светската славистика се појавувал тој посебен однос кон македонскиот јазик. Тој однос постоел одамна, но бил постојано прикриван, се разбира до онаа ситуација до која што повеќе не можел да биде прикриван и некој таа вистина морал да ја соопшти. Се разбира, кога го имаме предвид Солунското обкружение, треба да имаме предвид дека во тоа Солунско обкружение, особено во Солунската екзархиска гимназија, започнал тој бунт на учениците. Тоа се оние ученици кон кои што се приклучува Мисирков или тие му се приклучуваат на Мисирков, и тоа е таа идеја што подоцна ќе разниша, би рекле, дури и не така силната концепција на бугарскиот јазик, токму со оној македонски правопис што се форсирал преку Лоза. Тоа значи дека
во секој случај и овие јазици на извесен начин меѓу себе биле конкурентни и можеби и секој јазик на извесен начин сакал да се заштити од другиот. Македонскиот импулс не бил така беззначаен и тој продирал по различни начини и во соседните јазици. Продирал и како дијалектен материјал, но продирал и како фолклорен, продирал и како книжевен материјал. Тоа значи дека од една страна македонскиот јазик можел да ги загрози и српскиот и бугарскиот јазик, а од друга страна и бугарскиот и српскиот сакале да го прошират своето влијание на македонската јазична територија. И дури можеме да кажеме дека ова долго се провлекува низ историјата. Значи, тука е борба за влијание. Очигледно, меѓутоа, лошата страна од нашата приказна е тоа што ние во тоа време кога се обидуваат јазиците да се наметнат еден врз друг, како што кажавте, во Македонија нема изградено институции кои што би можеле да го заштитат јазикот, идентитетот, народноста, идеите, и ми се чини дека можеби во таков случај македонскиот јазик би бил прилично цврст и убедлив наспрема на српскиот и бугарскиот. Би покажал поголеми влијанија врз нив отколку што српскиот и бугарскиот ги имале врз македонскиот. Ако имал логистика, ако имал литература, ако имал писатели кои што јасно кажувале дека се македонци и кои што под македонското име го промовирале македонскиот јазик. Всушност, тоа е она што го бара Мисирков од нас. Мисирков бара писатели. Писатели кои што јасно ќе кажат дека се македонци. Тоа е таа негова теза која што провејува низ оваа книга. И тоа е она што Мисирков вели дека сето што сме го постигнале не дало своји резултати, во нас мисла што автоматски било фалсификувано. Например, дури и бугарите, го имам овдека предвид и Славејков, во голема мера се плашеле од Жинзифов и дури мощно негаторски се однесувале кон Жинзифов, иако Жинзифов дури ја прифаќал или имало елементи од еден таков заеднички македонско-бугарски јазик. Но како ќе се развил тој јазик подоцна? Овдека имаме предвид, ако го читаме Партени изографски, кога ги прави тие разлики меѓу македонското наречје и бугарското, Јасно кажува вели, колку е разликата и вели, таму нема глаголски прилог, но глаголскиот прилог на Жинзифов го прифатија, јас ке кажам малку пренасилено, сите бугарски писатели од тоа време. Зошто? Затоа што тој дава, би рекле, кохезија на текстот, може да ја врзе реченицата и може да даде една стабилна реченица. А старите форми, оние стари партиципни форми кои што го вршеле тоа, на извесен начин веќе не биле функционални. Значи, овдека имаме едно модерно, функционално средство што се развило на македонска јазична територија, а на извесен начин подоцна било прифатено и од страна на други писатели по други средини. Станува збор за морфолошко средство. Така. Тоа е мислата која што постојано ја укажува и Гоце Делчев во некои од своите писма. Во едно од писмата упатено до Атанас Раздолов, вика, толку ли нема некој да започне да пишува македонска книжевност. И го потикнува фактички Раздолов, и Раздолов во тој период, почетокот на 20 век е многу плоден. Постојано продуцира литература со македонска тематика, со кураж до македонците за да се изборат за своите идеали. И спомнавте тука, повторно се враќам на тоа окружување и го имаме примерот со Димитра Чуповски, кој што тоа окружување и обкружување македонско конечно го прави на научен начин, кој што резултира со создавање на онаа карта, етногеографска карта на Македонија од 1913 година, така и со списанието Македонски голос, каде што јасно укажува на посебноста и на границите на Македонија и македонците во однос на соседните балкански држави. Бидејќи тоа е така направено
повторно и Чуповски како и Мисирков се врзани со Русија. Каков бил интересот на Руската империја за Балканот и за Македонија? Бидејќи постојано тука се вклучуваат руски научници, постојано се прават експедиции, испраќаат не само русите, испраќаат повеќе западноевропски земји, патописци кои што поминуваат из Македонија, кои што собираат етнографски фолклорен материјал, собираат старини, да не го забораваме еден Стефан Верковиќ кој што нели се прогласи за најголем старинар во Македонија, кој што изнесе еден куп книжевно и секакво друго археолошко богатство од Македонија. Колку, затоа повторно, кој е интересот на Русија за Македонија? Овдека секако треба да почнеме од македонската експедиција на Кондаков, 1900 година. По таа експедиција и Петар Лавров, значи професорот на Мисирков, тука се вклучува и самиот Мисирков, независно во кој дел од, би рекле, експедицијата бил Мисирков присутен, бидејќи по оваа експедиција Мисирков се наоѓа во Одеса. Треба да се има предвид дека Петар Лавров тогаш е професор во Одеса, меѓутоа автоматски по тој период веднаш станува професор на Петроградскиот универзитет на местото на Владимир Ламански. Треба да имаме предвид дека овдека многу прашања се измешани и од аспект на историјата на Руската империја, сите оние настани што понатаму последувале во развојот на Руската империја се до незината пропаст. Кога ја имаме предвид македонската експедиција, треба да имаме предвид дека една од незините задачи е да ја препознае или да ја открие границата, западната граница меѓу Македонија и Албанија, меѓу македонското и албанското, би рекле, средиште, како ќе ја определи таа тема, што подоцна ќе биде предмет на интереси на Афанасий Матвеевич Селишчев. Со други зборови, македонската експедиција не завршила добар дел од своите задачи, а кога велам дека добар дел од резултатите на македонската експедиција не биле веднаш обелоденети, треба да имаме предвид дека Кондаков нив ги објавува дури 9 години подоцна и му ги посветува на рускиот император. Се разбира колку биле од интерес за Руската империја тие податоци во 1909 година после руско-јапонската војна исто така е знак на прашање. Но треба да имаме предвид дека руското географско општество се интересирало за цела една, би рекле, погранична линија од, слободно можеме да кажеме, Драч до Владивосток. Дека имаше таа македонска експедиција беше планирано да се појде до Дебар, колку што знам, меѓутоа не се успеа поради некои причини. Па всушност тоа е главното место, главната линија на која што требало да се одвива таа експедиција, но не се остварило. Останува Охрид, но се оди и во Охрид по стапките и на архимандрит Антонин, но и по стапките на Виктор Иванович Григорович. И треба да имаме предвид дека 1914-та, токму пред кога веќе излегува и македонски глас, дека веќе се приближува и Првата светска војна, 4 години подоцна или 3 години колку започнува револуцијата и оваа славистика целосно замира. Тоа значи дека руската императорска славистика на извесен начин завршува токму таа година кога и се јавува можеби тој потенцијал или таа можност македонскиот јазик да добие некое повисоко место во славистиката и кога, би рекле, балканското обкружение на извесен начин можело да биде предмет на позасилен интерес. Но добар дел историјата тогаш на извесен начин се менува. Таа експедиција на почетокот спомнавте 1900 година е така? Да, но предходно го имаме Репин, археологот Репин, кој 5 години предходно исто така истражува и ја подготвува оваа експедиција. И овдека треба да имаме предвид една значајна личност, која што била мощне блиска до
Репин, а тоа е Лав Шах Паронијанц, кој што ќе одигра и главна улога во оформувањето или во издавањето на македонски глас. До ден денес не се знае која е врската меѓу Лав Шах Паронијанц и Македонија, иако во некои мои текстови јас веќе сум ја насочил таа врска, односно Лав Шах Паронијанц и понатаму е предмет на мои понатамошни интерес и истражувања. Отварате многу прашања, значи од оваа книга може да излезат месечни томови и томови. Со оглед на тоа пристапот на кој што настапувате во методолошки во книгата, давате многу информации во окружението на Мисирков, кои што допрва треба да се разгледат, а кои што се релативно непознати за нас и кои што се така интересни да се прочитаат, да се видат до каде дејноста на Мисирков оди наназад. Од каде се тие влијанија кои што ги имале, кои што се случувале врз Мисирков, за да го напише тоа епохално дело. Меѓутоа, можете ли сосема накратко да ни кажете, бидејќи сметам дека македонската експедиција на Кондаков е од исклучително значење, кои се точките на движење, кои се главните точки каде што се посветило внимание, како се движи експедицијата? Она на што најмногу сум посветил внимание, тоа е Охрид, но секако тоа се оние познати рути. Значи се оди Одеса, се оди Цариград, Солун, се доаѓа во овој дел Охрид. Како завршува оваа експедиција, едноставно понатаму како се движела, не сум отишол до крај во сите тие детали. Во нас мисла што и меѓу членовите на оваа експедиција не постоела целосна доверба. Тоа се значи Милјуков, Лавров, еден на друг не си верувале. Тоа е Кондаков и, како што вели и самиот Мисирков, дека меѓу нив не постоело некое поголемо лингвистичко познавање. Со други зборови, ако Лавров ги изнесувал своите тези пред Кондаков, дали Кондаков ќе го разберел Лавров. Тоа е она што било предмет на мој интерес. И се разбира, оваа експедиција и понатаму представува предмет на интерес, водејќи сметка дека на извесен начин таа и ден денес е предмет на интерес и токму во ова време и во Институтот за фолклор постои еден позасилен интерес кон оваа експедиција на Кондаков. А дори и пред известно време имаш и една трибина посветена на Мисирков во организација на 4 национални институти, Институтот за фолклор, Институтот за македонски јазик, Институтот за национална историја, Институтот за македонска литература, при што повторно еден од трудовите беше посветен на Кондаков и ми се чини дека се повеќе предизвикува внимание таа македонска експедиција од почетокот на векот што русите имаат во Македонија. Значи, таа изложба на Кондаков беше презентирана од страна на Институтот за фолклор, беше презентирана и во Битола, беше презентирана и во Охрид и значи дека ги имаме тие снимки, независно дали се тие дел од она што е објавено во книгата на Кондаков, но имаме и нови материјали, што се собствено сега како копии на Институтот на фолклор и секако ги очекуваме нивните резултати. Јас не би сакал да зборувам додека го немаме нивниот збор, она што тие ќе го кажат, бидејќи некогаш и во науката се надоврзуваме. Тука е колешката Пиличкова која што го истражува овој материјал. Се разбира, Ема Чаловска исто е вклучена во тој проект. Тоа се наши колеги кои што одлично го знаат Кондаков, а јас сум се приклучил кон тие проучувања паралелно, меѓу другото и во рамките на еден проект Охридското книжевно наследство, што е во, би рекле, под покровителство на општина Охрид, каде што добар дел од овие сознанија сум ги изнел и во таа книга, па и таа книга на известен начин кореспондира со оваа книга Окружението на Мисирков. Така.
Јас имав можност да погледам некои од тие фотографии, од тие материјали од експедицијата, се многу интересни, меѓутоа како што кажавте, да не избрзуваме, да не истрачуваме премногу, бидејќи си има луѓе кои што се комплетно посветени на таа материја, кои што допрва треба да ги изнесат тие материјали. Споменувате дека неколку луѓе кои што не се од Русија, меѓутоа кои што спомнавте дека се вклучени во рускиот образовен и научен систем. Колку тие ја прифатиле руската панславистичка, да кажеме, идеологија? Можете ли да ни кажете и начинот на кој што извршиле влијание врз Бисерков, да го кажеме, гледам тука Ватрослав Јагич, например. Значи, не постојат директни контакти меѓу Ватрослав Јагич и Крстен Мисирков, значи тоа влијание е посредно, оди преку Борис Љапунов, но овдека треба да имаме предвид дека за Мисирков не е интересен Јагич филологот, Јагич кирило-методиевистот, туку Јагич диалектологот. Јагич бил комотен диалектолог. Кога велам комотен диалектолог, јас разликувам два вида диалектолози, комотни, кои што седат на една вака убава маса, или би рекле во една убава атмосфера, таверна, касарна, не касарна, може и касарна да биде, но може да биде и убав ресторан, например, во Опатија, па вие од Опатија го гледате сиот Јадрански брег, па гледате со островите, така, па ја гледате Македонија, го вртите погледот на кај Славонија, го имате предвид и Црното море. Токму тоа го направил Ватрослав Јагич, еден, би рекле, убав ден 1894 година, кога би рекле од Опатија, го гледал сиот јужнословенски диалектен терен, ги имал предвид сите материјали, имал се намаса, што се вели, и едноставно ја сватил посебноста на македонскиот јазик во сиот тој контекст на јужнословенската диалектологија. Прво ја сватил она, би рекле, релативност на имињата, бидејќи еден термин, например, од типот на Склавинија, Славинија, Словенија, може секаде да се користи во различни земји. Сватил всушност дека не се само три јазика предмет пред него, значи пред неговите очи, туку дека има многу наречја и дека во тие наречја, што ги сметаат како наречја, исто така постојат поднаречја. А за да еден јазик се издигне, би рекле, за да еден јазик произлезе од определено наречје, треба да има најмалку 2 или 3 наречја. Тоа некој така го смислил во славистиката, колку е вистина или не е, но многу ми навелеле, ако постои едно македонско наречје, тоа е на наречје на некој друг јазик. Но ако веќе во Македонија постојат 2 или 3 наречја, тогаш или тие 5 наречја, или 5 наречја, како ќе го формулираме тоа или како ќе ги расцепкуваме, бидејќи сето тоа е предмет на интерес, ако се имаат предвид и некои други теории, теоријата на изоглоси, теоријата на снопови изоглоси, па да видиме на кој начин тие снопови изоглоси диалектни се поклопуваат со некои книжевни, би рекле, ќе ги наречам пак изоглоси или теми, подрачја и така натаму, како Охридската книжевна школа наспроти она што во историјата се нарекува Охридско наречје, тоа сето значи дека од тука може да произлезе и определен јазик. Јагич значи еден комотен диалектолог, но тој можел зрело да размислува и што се вели да нема секогаш влијанија околни, како што може на секој еден диалектолог да му се случи на самиот терен, бидејќи никогаш не се знае кој го придружува и кои идеи му ги дава. И што може да излезе од материјалите со кои што ќе се сретнат? Јас некаде сум напишал, но не знам дали веројатно не во оваа книга, дека кога дошол Јагич, односно Ватрослав Облак во Солун и отишол во Солунската гимназија, тој не нашол филолог со кој што може да дискутира во таа година, во тој месец кога бил таму. Но ако бил некој месец порано, би се сретнал со Никола Начов. Никола Начов веќе не е
во Солунската гимназија, а тоа е едно од најзначајните имиња и во бугарската лингвистика, славистика. Тоа е објавувачот на Тиквешкиот зборник. Тој врши таа анализа на Тиквешкиот зборник, врз која што подоцна се надоврзува и Конески, па се надоврзуваат и други проучувачи, дури и јас, дирекле, можам да се ставам во сиот тој круг, но секако треба да имаме предвид дека Облак бил следен од полицијата, сето тоа го нарушило неговото здравје и тој материјал што го нашол во основа на вистина заслужува определено внимание. Но и треба да се има предвид дека тој материјал не е само од областа Сухо и Висока, дека тој собрал материјали од Дебарско, од Галичник, и тука ја имаме токму онаа линија што јас ја нарекувам по патеката на јагнињата, односно тоа е она патување, би рекле, на галичаните или реканците што биле овчари, па преку Азот, од Мијачкиот крај, например, доаѓале до Солунскиот, и мене не ми се толку важни јагнињата, колку што се важни сите оние јазични вкрстувања што настанувале на македонска територија при тоа. Ние мора идеите што се јавувале. Тоа е, укажем за тој пат, интересно е патот кој што од Мијачијата поминува низ Пелагонија, Прилепскиот, Битолскиот крај, Мегленско, поминува под падините и се спушта до Солун. Разговорот, професоре Пандев, со вас ми се чини дека може да нема крај, а веќе ние го попълнуваме времето, начнувајќи само мал број, сосема мал број од темите за кои што сакав да разговараме. Очигледно дека окружението на Мисирков располага со ова, јас би сакал да заокружам, да го заокружим ова наше дружење, наша дискусија мала. Окружението на Мисирков значи е богато и од лингвисти, и од историчари, меѓутоа и од луѓе, и од фолклористи, меѓутоа и од луѓе кои што имале пошироко сваќање за животот. Што ќе ни кажете, како ќе го завршите, како ќе го затворите овој наш вечерен разговор во однос на вашата книга, на која што денеска ја промовираме, Окружението на Мисирков? Окружението на Мисирков на известен начин се надоврзува на претходните проучувања на моите повозрастни и постари колеги професори, Блаже Ристовски, Гане Тодоровски. Кога го имам предвид ова, сакам да истакнам дека Гане Тодоровски има една позната книга Претходниците на Мисирков, а оваа книга завршува со едно мало резиме наречено Претходникот Мисирков. Мисирков е наш претходник и сега ние се вклучуваме во таа линија што ја започнал Мисирков. Всушност, можеме да ги имаме предвид сите тие проучувања и на Блаже Ристовски и на Гане Тодоровски. Јас сакам да истакнам дека, составувајќи ја оваа книга, јас ги проверив речиси сите фусноти на Блаже Ристовски. Нивниот број е огромен, импозантен, но јас одев фуснота по фуснота. Се разбира, сето тоа отвораше пред мене огромни хоризонти. Одев по сета литература на Гане Тодоровски, што значи дека сето она што го прочитале и Блаже Ристовски и Гане Тодоровски сум го прочитал и јас. И тоа е еден метод што го применив првенствено при проучувањето на окружението на Конески, што ми беше полесна задача. Тоа значи дека се заинтересирав за друштвото на Конески, од кое што добар дел беше и мое друштво, лектирата на Конески, а лектирата на Конески ја имаше во нашата библиотека и се уште ја има. Тоа е и моја лектира, значи на некои од нив дури стои потписот на Блаже Конески. За сето тоа потоа да го вратам назад во времето на Мисирков, па да го исчитам, би рекле, цел Ламански. Само една книга од Ламански има над 900 страници и се разбира да навлезам во сите тие пори во кои што навлегол Крсте Петков Мисирков, да навлезам меѓу другото и во руската кирилометодиевистика,
и да дојдам до еден заклучок. Мисирков тоа не го интересирало. Мисирков го интересирал македонскиот литературен јазик. Мисирков е на руските универзитети, кога руските универзитети значајно свое место му посветуваат на кирилометодиевистиката, неговиот професор Петар Лавров сиот свој живот му го посветува на Климент Охридски, но не и Крсте Петков Мисирков. Тој го зема само името на своето друштво. Се тоа теми кои што секако и понатаму бараат предмет на истражување. Професоре Пандев, ви благодарам за вечерното гостување. Чест ми беше да разговараме. Се надам дека ќе имаме прилика и можност да разговараме и во нека следна емисија, бидејќи сметам дека можеме да отвориме низа теми кои што ќе бидат интересни да се чујат. Исто како што вашата најнова книга Окружението на Мисирков отвара низа дополнителни теми. Уште еднаш ви се заблагодарувам за гостувањето. Почитувани гледачи, мене навистина брзо ми помина времето во разговорот со професорот Пандев. Се надам дека и ви уживавте во нашиот разговор. Толку е за оваа вечерна емисија за македонските работи. Се гледаме наскоро. Поздрав!